Продолжуваме со утринската програма низ разговор со универзитетскиот професор Константин Димитров. Професоре, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро на гледачите на утринската програма на Телма. Драго ми е што ќе може да позборуваме за проблематика која ги не интересира сите нас. Така. И влијае на нашите буџети, тоа е особено важно. И тоа сериозно. Професоре, какво поскапување на струјата може да очекуваме од 1 јули? Слушнавме се она што се однесува до блок тарифите. Денеска има прес-конференција регулаторната комисија. Меѓутоа, од аналитички аспект, погледнато како универзитетски професор кој цел живот се занимава со струјата, колкаво би било реалното зголемување на цената? Да бев политичар, ќе речев многу мало ќе биде покачувањето да се смират граѓаните. Ако реално погледаме и дека производството, домашно производство на електрична енергија секоја година е се помало и дека се повеќе мораме да купиме електрична енергија на берзата, на светската берза. Јас веќе днеска реков на една емисија дека моите очекувања се дека реалната цена на нашата домашна електрична енергија ќе биде можеби поблиску до 80 евра за мегават саат, отколку до 70 евра за мегават саат. Денес електростопанство на Македонија продава на Евана Хоум по цена 41 евро. Но тука веќе има улога владата, која што ќе позајми пари надвор и ќе ги покрие дел од загубите на електростопанство за ценава што ќе биде понудена, можеби да не биде на ниво на 80 или 70 евра по мегават саат, но тоа е само производната цена. Веројатно граѓаните на овој начин не ги гледат своите сметки, но тие се денеска 130 евра мегават саат плаќаме дневна тарифа. Бориме во евра и мегавати, мегават саати. Во таа цена која е 40 евра електростопанство, останатите пари се така наречена мрежарина, друмарина, кој што ги зима Евана, Мепсо, Мемо и има ДДВ само 5%, да се надеваме дека ќе остане на 5%, дека нема да го подигнат ДДВ-то на 10 или 18%, е тогаш како јас што велам, што ќе треба да голтнеме жабата, тем голема ќе биде и непријатно за нас граѓаните. Тоа се моите очекувања. Се плашам дека електростопанство на Македонија нема кондиција да го зголеми производството и да произведе знатно поголема количина електрична енергија која што е потребна на општеството. Да, рековте и сам, електродистрибуција минатата година ја заврши со 40 милиони загуба. Загуба генерираше и Евана Хоум. И тоа меѓу 25 и 30 милиони. Тие се барем податоците со кои располагаме од регулаторната комисија, а загуба прикажа и Мепсо. Што значи дека сите учесници на пазарот имаат загуба поради тоа што цената по која ја купуваме струјата е нереално ниска, односно на светските берзи е повисока, а ние поради причини за да не биде тоа шок и удар сериозен врз граѓаните. Заради социјални проблеми и политичка желба, за да се тоа беше цената драматично смалена од претходно 40 на 30 и нешто евра, а тоа беше токму пред изборите таа година. И после тоа и да се зголеми од 30 на 40 пак е шок. Ако имаше нормално зголемување, чекор по чекор, веројатно ќе се навикневме, како што е хуморот, како се вари жабата, така е постепено. Сега ќе имаме една цена, веројатно со ребалансот на буџетот годинава ќе имаме втора цена, нека не се грижат граѓаните, ќе поскапи. Така, секако ќе поскапи, такви си предвидувањата дека и во 2023-та, а веројатно и во 2024-та цената на светските берзи на електрична енергија ќе остане висока. Точно. Сега, колкаво би било реалното зголемување што би ги покрило овие загуби, односно што не би предизвикало социјални немири, значи сепак да се зачува социјалниот мир, а цената да биде реална? Ја одма велам сега, влезе електростопанство на Македонија во голема загуба како производител.
неговата цена треба да биде меѓу 70 и 80 евра производната цена на електричната енергија ако обезбеди доволна количина јаглен од сопствени ресурси. А ако треба да купи јаглен од надвор, тогаш таа цена веќе ќе биде повисока. Тоа што недостасува го купуваат по 250 до 300 евра мегават саат. Ама тоа е само дел од цената кој што учествува со 1/3 во формирањето на цената која што ние граѓаните ја плаќаме. Значи веќе се работи за големи бројки кои што навистина ќе го погодат буџетот не само на граѓаните, стопанството веќе тоа го трпи на своја кожа, затоа се живо поскапува, тоа го гледаме секој ден. Ке поскапува, роба е што се купува, мора да го сватиме дека е така, дека не може веќе државата да се задолжува и да го одложува, дека електричната енергија ќе се плаќа по цена колку што се произведува. А тоа е најмалку двојно повисоко од ово денеска што го имаме. Тоа е тоа што државата не може да го прави. Но она што државата можела да го направи, а не го направила, за да не ни се случува ова што ни се случува, се сериозните инвестиции во домашно производство на струја, зашто сме промашиле да работиме во изминатите 30 години независност. Види, пред 5-6 години беше најавено големо дека живо еден рудник ќе биде отворен. Еве 5 години од новава власт, како тој уште и пред некој ден директорот на електростопанството рече дека да, ќе го отвориме рудникот. Значи и тоа ќе се одложува за идната година. Тоа се само празни ветувања. Македонија нема пари, не може да влезе во некои сериозни капитални проекти кои што гледаме. Кога имаше студии кои што требаше да придонесат бргу да се изградат двете нови гасни централи, електростопанство ги поништи, немање пари и како што гледате нема развој, а се пронесе глас дека ќе инвестираме околу 200-250 милиона во Грција, што е нонсенс и ја веламе злочин кон македонската енергетика. Но веројатно малку ќе се замолчи, немаме пари, нема ни да ни дадат веќе на светската пазар да се задолжиме, сме кредитно неспособни. Имаме два проблема. Ние, секоја држава да биде независна, суверена, треба да обезбеди собствено производство на енергија во голем дел, особено на електрична енергија, и да обезбеди колку може повеќе собствено производство на храна, за да биде суверена. Како што гледате, ние сме на некој начин нити во едно, нити во друго го немаме. Сме на некој ниво колонија која што зависи од надворешна помош, па така што ќе ни кажат да направиме, го правиме, за да добиеме, да кажеме, кредити кои што ќе ги враќа генерацијата на моите деца и внуци, и вашите деца и внуци. Ајде малку околу моделот за пресметка на новиот тарифник. Да, се споменува дека 420 киловат часови електрична енергија ќе биде онаа граница која ќе одредува дали едно домаќинство ќе плаќа поевтина или поскапа струја, дека моделот за пресметка ќе биде кој троши повеќе да плаќа повисока цена, кој троши помалку да плаќа пониска цена. Колку е овој модел правичен и колку е таа реална граница од 420 киловат часови реално, односно колку едно домаќинство троши? Зависи. Не можете вака да одговорите како едно домаќинство колку троши. Зошто е одбрана таа граница од 420? Кажете ми што е за вас просечно домаќинство? Од четиричлено семејство, на пример, во од 7, од 8, значи не може да кажете колку троши домаќинство. Потрошувачката сепак зависи од бројот на луѓето во едно домаќинство, што е многу различно. Ако така, овде, ајде да кажеме дека со тоа блок тарифите, кои што се предложени, е еден обид, ударот, ја велам таа жабата што треба да голтеме, на поголем број на луѓе да биде помала. Демек да платат тие што ќе трошат повеќе електрична енергија. Дали има тука некоја правда? Има. Ама има во тоа правда, има и многу домаќинства
на кои што тоа нема да им помогне. И одма ќе кажам, ако едно домакинство, да кажеме, може да влезе во онаа категорија, првата, најефтината до 210, втората е до 420, па третата беше до 640, четири категории се, и одеднаш ќе имаме следново. Трошиме 210, што е во ред најефтино. Најскапо ти е над 600. Видите, ако една фамилија има 7 луѓе дома, бидејќи нема пари да се преселат, имате родители со деца, се ожениле, тие трошат многу, а се сиромашни, бидејќи се повеќе луѓе. Имаше одговор од тие што предлага, па нека вградат втор и трет мерач на потрошувачка, саат, како ги викаме. Ама кога се прави една таква куќа и на дваката да е, кога ја градат сиромашки, не го делат системот електричен по катови, еднаш кога се внесува, се распредува и може само една. Значи тие нема правда за нив. Гледате, не е за сите да има правда. Што се тие, ќе има и другите. Второто беше прашање граѓаните што преминале кон енергетски ефикасни постројки за грејење со топлинските пумпи, или граѓаните ги нарекуваат клими, инвертори, различно. Точно е дека тие малку се онеправдени, но сепак они нема премногу да го почувствуваат во споредба со оние граѓани кои што електричната енергија ја користат да се затоплуваат со обични греалки или со термоакумулациони печки. Тие ќе го почувствуваат дебело. После велат дека се во подобра позиција те што се на топлификацијскиот систем за грејење, не плаќаат електрична енергија за грејење. Ама бидете убедени дека цената за топлинската енергија што ќе биде од десен ќе биде знатно повисока и веројатно ќе дојде пак дека некако ќе се компензира со оние што се греат со топлински пумпи. Таму е системот. Трошиш 1 киловат-сат, а како грејење добиваш 3 до 4 киловат-сати топлинска енергија. За разлика од термоакумулациони, обичните печки 1-1. Плаќаш многу и скапо за да се загреш. Ова се мерките. Што можат граѓаните? Велат да штедат. Ќе не натераат да гасиме светло, да ако можеме да грееме една соба, ќе се префрлат луѓето, ќе се облечеме малку повеќе да намалиме, ако можеме се не може, видите, се може да се направи кога немаш пари. Немаме пари да го платиме тоа. Ќе видиме. Дали некој ќе се откаже од телефон или гориво за кола, и тоа ќе се случи. Затоплувањето е суштинска потреба за преживување. И ќе биде тешка година. Не дека ја го кажувам. Очекувате и рестрикции? Да седиме во мрак и да има привремени испади на... Според мене, она основна количина на електрична енергија би требало да ја обезбеди електростопанство на Македонија, барем според ветувањето на директорот пред некој ден што го даде на телевизија. Дека се спремни, сигурно ќе им стаса назад од Србија поправен трансформаторот, се направени здрави ремонти, во Осломе се прави квалитетен ремонт и он ќе убаво е, ама вика ќе отвориме таму рудник. Ќе. Осломе нема јаглен. Треба да го транспортира. Дали го купиле, дали го ќе го транспортират, останува отворено прашање. Дали во Рекбитола на депониите има резерва на јаглен за месец, за два, не знаеме. Ја мислам дека нема. Дали има за една недела. Еден доч нека падне, цела недела нема да работи рударската опрема, ќе потоне пак. Дури некои земји од Европската Унија ја подготвуваат собствената јавност дека во наредната зима се можни рестрикции, седење во мрак и недостиг на струја. Се подготвуваат ако дојде до драматично прекинување на односите со Руската Федерација во доменот на снабдување со природен газ. Русите не го прекинуваат, него може да реши Европа, нема да купуваме руски газ. Тогаш не може да работат нивните термоцентрали кои што користат природен газ како гориво, а ветувањето од Америка дека ќе ги снабдува со течен газ кој што е
3-4 пати поскап, не може да го остварат затоа што количината што може технички да се префрли е лимитирана. Околу 23 постројки има на ниво на Европа за прием на втечнет газ, така да може само да можни се рестрикции, макар да не очекувам до такво дереđe да дојдеме, освен ако не се влоши политичката состојба. Професоре, ве прашав, сега ќе се обидам да го преформулирам прашањето за да добием по-конкретен одговор. Колкаво би било зголемувањето на фактурите, на сметките за електрична енергија што ќе ги добива едно домаќинство по 1 јули? Би одговорив одма дека зависи од колегите од владата. КОД направија симулација и според нивната математика поевтинувањето кај оние што би трошеле во првата група би било 13%, а поскапувањето и до 40% било, односно до 39%. Да. Значи, Имате ли вие симулација колкава би била сметката? ја пак ќе кажам, не може да направиме симулација ако не знаеме колку е спремна владата да помогне. Ние одма можеме да кажеме со 80 евра цена, која 100% произведена од електростопанство, цената ќе оди двојно од денешната. А ако помогне државата и ја намали на 60, што ќе ги даде електростопанство, ако покрие нешто на другиве, еве ги 30 до 40% е реално да очекуваме, да не ги плашам и 50%, и тоа е реалноста, нема, треба отворено да го кажеме, дека ќе биде, и ова што ќе биде поскапување не е крајно. Очекувам зимуска, дали со ребалансот на буџетот, или пред тоа дека мора да се смени цената, да се покачи, не да се намали на електричната енергија. Не чека тешка зима, не реков само ја, и премиерот наш рече дека оваа зима ќе биде најтешката после Втора светска војна. Пред некој ден и Вучич, председателот на Србија, истото го кажа. Најтешка зима, а они се суверени, комплетно имаат суверенитет, имаат и храна, имаат и енергија, имаат и собствени наоѓалишта на јаглен, доволна количина, дури дел од природен газ во Војводина имаат за себе, и се надевам дека нема Бугарија или некој друг да спречи дотокот на природен газ до Србија како политичка мерка. Тоа би било веќе драматична состојба, влошување, да не кажам дека Србија очекува дека ќе има и војни негдека на есен. Професорот Ристо Цицонков вчера до утринската програма на Телма испрати негово видување на границите на блок тарифите, на овој нов модел на одредување на цената. Според него предложените вредности на границите меѓу блок тарифите не се соодветно одредени, и тој потоа во објаснува, бидејќи како едно просечно семејство, домаќинство би трошело, ако уклучи бойлер, колку што треба во текот на денот, електричен шпорет, машина за перење, фрижидер, правосмукалка, сите оние апарати за домаќинство кои ги се користат во текот на денот, и тој направил една симулација според која збирот оди многу над таа граница од 420 киловат-часови. Да, јас се согласувам со тоа. И дека поскапувањето ќе биде значително ако остане таа граница, бидејќи едно просечно домаќинство троши многу повеќе над оваа граница. Да, ма ние во Македонија имаме многу фамилии што се подпросечни и сиромашни. Оваа цена која што е предвидена и ова е за тие кои што немаат машини за миење садови и немаат други потрошувачи на електрична. За едно сиромашно домаќинство кој што има една светилка, еден телевизор, евентуално ладилник и еден саат на ден користи за зготвење храња на решо или на шпорет, потрошувачката е за нив 210 киловат-сати во скапа тарифа и уште толку во ефтина, тоа се не дека 400 киловат-сати на месечно ниво. И тоа е доволно за едно просечно сиромашно семејство во Македонија. Другите тие што се со повисоката до 400, тоа 400 дневна потрошувачка и уште толку ноќна потрошувачка. И тоа е за таа средна категорија, би рекле, кои што ја потрошат. Ако ги наведеме сите тие, но убеден сум дека во Македонија ги немаат сите тие убави бела техника, апарати дома. Мислите дека не треба се крене границата? Не, ја не можам ништо да кажам, бидејќи анализата што ја правеле, ја ги немам сите информации од ЕВН, колку домаќинства
трошат на годишно ниво. Беа презентирани податоци дека во таа категорија има голем број на домакинства. И тоа е точно, бидејќи има голем број на сиромашни, енергетски сиромашни и тотално сиромашни домакинства. Значи, тука предвиделе и направиле некој просек дека во најскапата категорија се мал број на домакинства, ма трошат 15%. А во оваа категорија што е најефтината ќе има според потрошувачката, според броилата што ги добиле. Ово е другото, ние со пресветка што го правиме. Они имаат екзактни информации. Треба да веруваме дека колегите од електротехнички факултет и машински факултет што биле вклучени, барем таа статистика направиле коректно дека тука нема лажење. Добро, но прилично е нејасно и што се однесува до цената на индустријската струја. Цената што ќе ја праќаат компаниите. Како ќе се одреди тоа ниво? Тоа е веќе второ прашање. Тие се принудени да одат на пазар, слободен пазар, а таму е цената, реалната цена која што е она каде што се предвидува дека ќе плаќаат и домакинствата што се во таа последната категорија, кои тие што на дневна база ќе трошат над 600 киловат часови електрична енергија дневна и уште толку ноќна. Добро, на краток рок, иако кога станува збор за енергетиката не може да се зборува за мерки, односно потези што треба да се превземат, особено кога имаме преди дека не очекува една зима полна со предизвици. Во однос на тоа што трошиме струја, количеството кое го трошиме годишно во текот на зимата и летото, и во однос на тоа што го произведуваме како минус, значи од некои 30 до 40% увезуваме, за да не ни се случи повторно да позајмуваме, односно да крадеме од европската мрежа, па потоа да плаќаме многу скапо таа увезена струја преземена. Што може Македонија на краток рок да направи, да стори, имајќи ги предвид, треба да го вратиме во погон ТЕЦ Неготино на мазут, да набавиме јаглен за рек Битола, да обезбедиме доволни количества, или да се фокусираме на изградба на нови обновливи извори, на фотоволтаици, на ветерници. Што треба на краток рок и брзо да се прави? Сето што го кажавте, паралелно одеднаш. Ама немаме пари. Значи, како прво, мерки за енергетска ефикасност е најдобриот македонски ресурс. Значи, да ги задоволиш своите потреби, со помалку да трошиш енергија. Кај домакинствата, ако се премине изолација на куќата, нови прозорци, таванот да се изолира, ќе намалиш на половина потрошувачката потребна за енергија. За загревање на домот. Не мораш да купиш повеќе енергија. Ако купиш, еве ваков современ систем за топлување, топлинска пумпа, тој троши 1 киловат саат, а дома ти дава 3 киловат сати. Добро, ама од каде електрична енергија? Па државата нека субвенционира да ставам на мојот покрив сончев колектор, кој што ќе ми обезбеди електрична енергија за мојата топлинска пумпа, а делот нека го предаде кон ЕВН, кон ЕСМ и нека тој што ќе го земе од мене произведен не мора да го купи на светскиот пазар со цена од 250 евра мегават саат, него од мене ќе го купи со цената со која што електростопанство ја продава на ЕВН. Тие беа 40, нека станат 70, гледате, ќе плати 70 тоа што сум го произвел, а не плаќа 250. Јас дома ќе произведам собствена енергија, нема да го оптоварам системот, да мора државата да купува дополнителна енергија. Тоа е дел. Да вградиме сончеви колектори на јавните институции, школи и се друго, досега се ограничени, не се стимулираат, се стимулира надворешни учесници да градат сончеви паркови, ветерни паркови, приватници, кои што не се во сопственост на државата, не се во сопственост на граѓаните, не учествуваат во формирање на нашата цена. Они се на берза, се одат на Македонија ја продаваат со цена колку што е на берза. Зошто не, како наука не и сугерирате на владата, на надлежните да воспостават законска можност да се произведува, секој домаќинство да произведува струја и со тоа да тргува. Сега можеме само да произведуваме за одредени потреби за нашето домаќинство, но не и вишоците да ги продаваме. А што мислите, не сме го сугерирале? Каде да праш? Па ние го збориме тоа со години. Тоа го има во соседните земји. Ама со години ние се противевме на правилникот
за користење на енергија за обновливи извори, таму што е напишано начинот на. Се протиставувавме на една одредба во законот дека универзалниот снабдител не може да ја превзема, да ја откупува електричната енергија што ќе произведат домакинствата. Законот не спречува, а им дава погодност на големите производители. Државата и не ви ги стимулира. Свесно државата го штити монополот на големите? Еве се гледаат постапките. Имаме премиуми, повластени тарифи, им даваме на концесионерите земјиште на 30-40 години, што се најповолните за производство на ветер. 2 ветерни парка по 36 мегават инсталирано, а само еден изгради електростопанство во Кочани. Наместо државата да го изгради и цената да биде, ако треба, и социјална категорија, да не има екстра профит. Тој што ќе ги добие таа земја 30 и кусор години не може да стапне Македонија како држава да има фајде од тоа. Од сите нив немаме нити вработување, нити опремата е македонска, ништо. Сме ја дале земјата, друг си произведува и прави профит. Прави профит. И прави трговија со таа профит. Ај помислите кои отворија фирми за трговија со електрична енергија. Последни, знаете, од нашите големи политичари, знаете дека синот на Заев отвори фирма, синот, мислам, и на Андјушев отвори фирма за трговија, а они имаат, веројатно, влегуват и слушнавме некои непријатни информации за купување на сончевите, на производството на сончева енергија во Осломе, имаше некои непријатности, ја не сум упатен, пишуваше нешто на платформите. И ве гледате, бизнисот е многу силен со енергетиката, а наместо тоа да биде, бидејќи народни пари владата, да ги вложи во собственост на народот. Ете, електростопанство е, да кажеме, во собственост на владата, ама тоа е сепак македонска собственост. И тука може да се влијае со социјални мерки. Другото е, би рекол, крвожеден капиталистички однос со високи профити во енергетиката. Професор, ви благодарам многу за исцрпните анализи и одговори. Благодарам и на вас и битно е граѓаните да знаат дека мора да се стегнат за да ја пробуткаме оваа година, а да видиме дали после ќе има леснување, го е големо прашање.